Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд бе со луѓето од пепер ми во него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ке нема проблем, ова е. Гледате Еден на еден. Денешни гости Брейк и Миле Кузмановски. Овозможено од Good Nature брусница 60%. Вашиот домакин Жарко Димитриевски. Правите? Ова не знам кој се, јас сум Жарко Димитриевски, ова е Еден на еден, денешни гости се Брейк и Миле Кузмановски. Ние се казате да што Ана може и други глупости ќе прави после. Како си? Зашо Ана не вика? Не знам, ама многу беше ова. Ајде уште еднаш, молим те, плиз. Ајде сам. Ви исклучи бе, паек. Леле, како широк распон на можности вокални. Широк диазепам. Диазепам широк. Еј, што се случува, знаеш ли? Вака вика, се надзира ново прво место за Македонија. Овој пат стануваме прво место во предвремени избори по глава на жител. Добро. Што и не е така мада кој Бар сме први. Ко сам ја да ти суди. Што друго пишува? Се организира ова интересно, нова наградна игра само за пратеници и новинари. Пријави куќа, пријави стан. Супер. Да, се молат сите заинтересирани пратеници и новинари да го пријават својот имот во првата телевизиска станица до нив. Мошне, весело, мошне, интересно, иако не ми се збори за ова, пошто само за тоа прават муаве цело време. Ја би за нешто по-така. Интересно, повесело. Чекај, не ти одговара оваа тема на муавет? Не да го не сакам, не, нормално само не за ти тоа одговара. зборат сите. Не ќам. Дами и господа, во имотниот лист на господинов овде го нема пријавено колор телевизорот што го доби од 96-та во вашите 5 минути. Ете, тоа е вашиот фин водител Жарко Димитриевски. Што ти е, бе? Што ти е, бе? Кај ти се да казите за глупостиве што ги збориш, бе? Финансиските малверзации не завршуваат тука. Што мафташ со листови, бе? Од каде му пари на Што се размафташ со на листови, бе? водителот на еден финиот Жарко што го сакаат сите баби, од каде му пари? Какви баби, бе? Секое лето да оди на брод. Што ти е, бре, будало една што? Каков брод, бе? Македонски брод. Што е битно тоа? Еве уште еден документ, друг. Абе, немој да ми вадиш други документи, отец лажовие. Ти се молам. Види го. Ја имам за тебе документи, ако више тргаме на тоа. Не сакав уопште да зборам за тоа, ти си нашол да збориш. Ова не мислев да го правам, ама кога веќе да ваква е работа, да знаете дека господинов што многу толку се прави некаков си поштен и за други да збори, има регистрирано 14 фирми на една иста адреса, еве ги документите тука. 14 фирми на иста адреса, од кои 7 се фирми Керки, 3 се фирми Јатрви, една е зова на другата. Значи немој да ми овака. Не, ја имам уште финансиски малверзации за тебе, ме овакво. Направили ја и ти грешки. Ајде. Добре, такво време се прават грешки. Што е бе такво време? Не е такво време, секогаш си било такво време, не сега дошло такво време. Сега Дајте му на поштаров да види дека од секогаш било такво време. Дајте некои насловни страници од минатото македонско да видиме дали било тоа од ново или од старо време. Жити мајка. 331 пред наша ера. Александар, конјот немие мито од грците за името сам го припитови. Одиме понатаму. 867 година насловна страна. Кокаин, лимузини, јакузи. Ој не јапонци бе. Ој, што барале во Јапонија овие? Не знам. Јакузи, добро. Како, брати ми, што вика Тања? Освен што имаат врска со јапонската мафија, Тетовирани биле како јакузи. скапи подароци. Колку точно чидеше патувањето на браќата Кирил и Методи до Моравија? Овие не со режисеров Кирил и Методи. Кирил и Методи, јас знам сум режисер, не знам вакви луѓе. Ајде следната, од која година ни доаѓа? Имаме насловна страна од 1008 година. Цар Самуил, немам тврдина во Охрид. Ако некој од моите војници видел дека имам, нека каже. Право
Право бил човекот. Истапи, Право што бил. би рекле. И имаме уште една насловна страна која го докажува тоа дека врска нема, дека нови се овие работи. 1859-та, како успеа Константин бесправно да се добие со Дуќан во Струга за време на неговиот престој во Москва? Истражувачка историја. Со рубли. Со колку рублји и чии рублји се тие? Тоа е. Дај Facebook, Twitter прашања. Жаре, продал малку возен джип и неколку половни ролки, итно поради заминување во странство. Огласи Ѓокот и реков да не ми праќаш веќе. Кај Ѓоко? Што кај? Кај? Негов е джипот. Се пропи пак изгледа со алкохолот. Негов е джипот. Кај може да е? Джип. Не знам, види се. Премалверзации вакви. Ко сам ја да ти судим? Ванчо од Прилеп вика: здраво, Жаре, здраво Ванчо. Од секогаш сум сакал да ги имам моите 5 минути. Шефе, ништо, тоа заврши таа емисија. Ако сакаш некој коцки да ти усреќам, Нешто 100 грама, 200 грама. нешто ако сакаш, може да направиме. Лимон во лифт прашува: Жаре, што е тоа мало жолто и оди горе-доле? Перо прашува од Беровско: Жаре, имам мало гранатче, ама немам фискално. Бе, чекај, ова е сериозно. Чекај. Ова за како кај Јанко што се вува, такво е некој. Сите се тепаат за ова играва со становите и сите ме избегаваат. Може ли да ми ублажиш болката? Да му даеме еден Венко Серафим. Сакаш од таму или од спун? Од Г. Добро. Бозо не свири, ја переметуваш песната. Збирај либе, збирај пиле само, збирај сметки кај ќе стигнеш сам. Во супермаркет ред кај ја што чекам, или во гранат со каса што јас имам. Ако љубиш фискални, нек те друг услужи. Брейки, Миле Кузмановски се денеска гости, не се гасете. Не си стел на масата. Дај го сложиш да го дзирнам. Жарко Димитриевски си го даде името. На овој човек не може да му се верува. Сакам да пијам чај, а посебно чај со мед. Ќе стигне ли ова? Сакам да пијам чај, а посебно кога е good nature. Што сакаше да прашаш ти? Кој ги бере капините? Не, која е момата што ги брала? Што ги бере? Која е момата што ги бере? Мадона ли е, која ли? Мадона дали ги бере Да. капините? А што е калорифер? Тоа е за кал, рифер. Тоа е за риферување на кал, направа. Да, така е. Калорифер. Да, калорифер, она е рифува кал. Ете, добар грув, Јане. Ми се допаѓа. Ме возбудува како таа што се јави кај Вучич. Сакам да го поканам следниот гостин со голема возбуда, бидејќи човекот што ги прави, ги испеал едни од најубавите балади во последниве, појманам, 15 на години. Воедно и предприемач. И еден од моите омилени бизнисмени во Македонија, зошто е тоа така, ќе ви каже сам Дарко Гелев, брейк! Hello. Кај си, брейк? Иначе како си? Кој е така и Вучич? Само ја немам гледано. Абе, бег. Тоа мора да ми кажете. Сериозно ја немаш гледано? Ќе ти Само пуштам јас ја после немам на мобилен. Се јавува кај Вучич типката и се избори, вика: "Драга, не ме возбуди." Лажеш. Не, Фала на убава најава. Тоа па сега никогаш Тоа за повеќе. ентрепренуршип, тоа да Ти се го... тоа да не го кажувам. Не, кажи си. А, Кажи, добро бе, добро. Чудно ми звучи. Па сега чудно све звучи кај Не нас се така. доживувам, ни така, затоа... Јас така те доживувам. Да си ми жив и здрав. Болише песната која што ќе пара срциња следна од Дарко Гелев Брейк, една од низата. Да. Зошто Убава бе е. не пееш некогаш за, не знам, За широки народни маси. па нешто да Така лайф запееш. да излезам, да испеам, да ова, да јас и пеам лайф со неколку раки у мене и со добро друштво, Да. одбрано друштво, секогаш без исклучок. Сети се такви некако, како, не знам, да раскинуваме, Нежни, да, како, дај да кажни, плачеме. затоа ти остануваат.
тие остануваат и траат. Што секогаш ќе раскинуваат луѓе. Секогаш апсолутно ќе раскинуваат луѓе и секогаш женското повеќе или позлопамтило или со повеќе болка ќе биде. Абе ти си, гледаш, зошто си предприемач? Дури и на песниве им прибегаш као бизнис бе. Да. Тоа ми се допаѓа. Има многу убав текст, волиш? Да. Многу е супер, со Митевски си го правиш, со него сте си тим, нема што да се збори. Ја да те прашам сега за нешто што јас не го знам, а тоа е Во Бестрага. Исто така многу јак текст, легендарна песна, веќе Евергрин е. Легендарен лик ја има напишана. Иги Джамбо, а? Игор Джамбазов. Како бе? Сега пред некој ден прочитав нешто, не знам каде беше, некој ми покаже, ја немам Facebook. Добро. Некој ми отвори на таблет, еден ми отвори, вика, веди го будала, ве, гледам Джамбаз. Што? Не можам да повторам, значи фантазија. Ако сакаш некого ради убавина, тоа е корист. Ако сакаш некого ради ова, тоа е тоа. Ако сакаш некого и не знаеш зошто, тоа е љубов. Леле! Викам, дали е нормален човек? Топ, генije. Како стигна да ја напише Во Бестрага? У кратки црти, како знаеш дојде како, до тоа? Во Бестрага ми ја појави Пере како песна, ми вика тата. Ама без тата текст? се викаме, без текст. И ти го викаш тата? И ми вика, да, заедно. Ми вика, тата, Значи, чао, каква тата, кажи, ствар тата. имам за тебе, ми вика ова, викам каква. Истото се случи, ќе ти кажам, апропо Болиш, истото со Митевски. Никогаш не седнувам да кажам дајте ми песна, дај да чуем, дај да видам, не. Се јавуваат луѓе во што ми се мои блиски пријатели, кои се во тој фах И вика, имам песна што е тата, за имам тебе. песна, боли глава. Ајде да чујам, влегувам у студио со него, ја слушам, ми вика, на, ја пее, вика, Джамбас ке прави текст. Ајде, викам, топ, супер. Машал. Па се, не знам колку време долго го чекавме Джамбазот, ама Долго? буквално, да. Ја му Долго? звонам на Пере, викам, човек, што се случува? Кај Чекај да Джам- го прашам Джамбас. Му се јава, абе вика, чекај, не го допрел. А уствари Игор мене по телефон ми вика, леле, брекче, те изумив, брат. Пази се, Поминало време. Слушаме, да, помина 2-3 недели, например, месец дена, ми вика, леле, скроз те заборев. Ај, остај, утре ќе ти се јавам. Добро. Значи, од дента до утре дента, так, во Бестрага. Готов текст Во Бестрага. Сменивте нешто? Генije, ситници, да, ситници. Аха. Нормално, секој што ги пее и да не е твое дело, си менуваш. Така. Добро, си но тоа е адаптираш слог, за себе, тоа е да. сврзник Да. некој. Ама тоа што го напише е ремек дел. Браво. Лебедот бел. Да. Чиго е сега на фантастична нокаут? песна. Фантастична песна. На нокаут или на брейк? Ја снимив, Постоја две. неколку песни снимив студиски со него. Добро. И требаше Со Пере. тогаш со Пере. И требаше тогаш да се докомплетира албумот. Но знаејќи мене и Пере и ти сам с- себе си, добро. не одвоив доволно време да го доснимам, еве што сега го правам и би требало се надевам мај некаде да излезе. Така. И се јави Пере после 2 години некаде снимена песна и ми вика, тата, тоа е брат, не можев да те добијам, ја преснимав, ја пуштам, не можам да живеам у фиока да остане песната. А ми викам зашто? Пази, нема лутиш. Океј, супер е, таа е убава песна, дали он, дали јас, дали кој да Па испре кој ти е крив на крај крајава 2 години ако седал? Истото тоа, само авалонците ми се јава, штоп, ало, вака со да, спиење да. стане. Ало, Шо брек, слушам? ти знаеш за ова? Абе викам до, па како бе вака? Е па добро бе викам поинтересно ќе биде. Бог да чувај чао. Така. Да. Значи без љутење, а? Нема луѓе. Нема љутење? Кога ќе стокмам еден спот боли глава за тоа. Ај, заболиш? Заболиш, веќе оди во монтажа. Ти за Лебедот бел ми избориш спот. За Лебедот бел ти зборам спот плюс ќе се Озбилно? Да, обавезно. Кој бе во вика не се љутам, а тоа гледа што му прави не, тука. ако- Трга во ако- војна брек. Не, никаква војна, не. Никакви војни, не. Нема војна. Нема, апсолутно. Ама има трема. Пис. Ама има трема. Огромна. Огромна трема. Огромна. Брекот е еден од најтремаджиите што постојат. Знаеш зашто? Затоа што себе си никогаш не сум се доживувал како пеач. Праше го во некоја емисија, викни го Митевски. Што? Единствен човек на кој му гаси светла во студија позади. Значи Добро. позади стаклото. Евентуално знае вака слика од Боно да стави, да не заборавиш само ми вика начинот на пеење. Така. И единствен човек кој не ќам ни од таму да ме гледаат внатре, сум ја. Никој во студио не му влегол друг. Значи ти укјош со микрофонот вака, Да, скриен да. со кебе, Да. знаеш дека боли. И на да. И на пар гостувања кога сум бил обавезно или очи затворени, имам. Ако некој гледал некакви снимки или очи затворени, или некако со полугрб сум А жени ме замртен. помислат, гледај го романтичар каков е, очите затворени, нешто, едно Еве тој се си ја од трема. оддавам тајната зашто е трема фуфка. имал. Фуфка. Одлично. Друго што се плаши се летови. Да,
Така? Кој ти кажал ова? Па, Кој јас- издал ова? јас сум- Кој јас го сум- отворил сум ја ова работел прашање? домашната. Имам многу јак продуцент, Ѓорги. Да, Така, иначе поздрав, не е Ѓорги, јак дај воопшто. покажи ми го само Не е да го јак, изгледа. бе, Не сме ова да кажу го. Најлошо е, Срамота. 21 век од летање, да се плаши. Ама не дека не леташ, сум Гледај, те пош од летам, летање. Цел свет го имам прелетано. Е, Буквално тоа цел де, свет го тоа имам де. прелетано и денес летам. Проблемот знаеш што е? Каде? Што ми е најсимпатично. Морам да испијам неколку пијачки да нервите ми се опуштат кога влегувам авион, а единствено интересна работа ми било со Австријан кога сум летал Airlines. Добро. Доаѓа девојчето и ми вика excuse me sir, сега нова не треба титлови доле да стават, што на Не, англиски ќе ми се направиме одбира. нешто, ајде, живи. Excuse me sir, Јас ќе you're- кажам, се извинувам господине. Јас викам да, you're afraid of flying? Викам no, I'm afraid of falling. Дај да се напијам, отваре виски. И тука она деколтето малку го симнала, си ја освоил. Слушај, добра шега е, што се? Да, бидеме ама реални. е реалност. Знаеш што Така не да- можеше Ѓорги да дознае? Што? Брек зашто те викаат. Па тоа е една прекрасно чувана тајна и нема да дознае. И нема да Од дознае. второ одделение ми вика така. брек, ни никој нема сега да дознае, а? Никој. Оние 10 луѓе кои растеа со мене интензивно, само тие знаат точно зашто. А растеа повеќе деца со мене. Значи може да се дознае. Па ако чепкате мислам ни еден од нив нема да ви каже. Дедукцијски ако трнеме сега некако, шо е сега тоа, кочница може да биде, кршење може да биде, нешто или си Идеме нова скршил, тема, или нова си... тема, идеме нова тема. Ајде идеме нова тема. Или келнер, нешто да се напиеме. Да, да дојде. На Кванташки на 19 години, ако сте го виделе брек, Кај ги знаеш работиве, човек? ако сте го виделе брек на О, Кванташки ти, на ој, 19 од години, политика, дај ми пари, камера, дај ми пари, камера мене. пун бил пари човек. Дај ми камера, Дај му камера на брек, ете си. Човеков под наидно треба да оди политички емисии да прави вакво роварење и дознавање на Ѓоко, нешто. Васко Ефтов да ми го Браво, договориш браво. следна емисија. Слушај, Да, да. на Кванташки... Само што се вратив од Америка, имам Е. прекрасни татко и мајка родители, Супер. кои се многу реални, разумни и ден денес, ги поздравам и си ги сакам бескрајно многу. Они викаат вака: Дарко, имаш две опции. Или ќе студираш интензивно, ќе живееш, ние ќе ти помагаме, Така. или ќе буткаш некаков факултет, колку и да е години, За не те добро, замараме, да се заврши. ама ќе мора да се работи. Значи не може да ги уживаш овие задоволства, овие, кои ми ги дозволиле тогаш само што се вратив од Америка. Еве ти стан, еве ти кола, еве ти Харли Девидсон, кои ме знаат тоа време, првиот Харли Девидсон Аш. у држава е мој. Прв у цела Македонија Првиот у донесе? цела држава, да. Еве, брек. Да. Тоа ми е пасија невидена и најголема љубов. Не мотори, Харли Девидсон. Само Харли Девидсон. Да, другото се е клима И уред. тетоважи, и тетоважи Да, да се паси. да. И Има го 8. си истражувал. Може немаш 8. Бе им доволно. Значи има Повеќе 8, од да доволно. знаете. И кажи ми за ова. И јас си земав место за продажба на Кванташки. Кога ќе влезеш од Технометал Вардар, имаше неколку и тука одма, од лева страна. Добро. И што продаваше? Све. Овоше, зеленчук, костен, да не ти кажам што све правев. Патував низ Македонија и правев откуп и најинтересно правев откуп на костен тетово и дебар, тетово теарце таму. Имав најубава цена и истите тие костени ги продавав во Суботица, кај што има производство на кестен пире. Машал. Оу, таму кој знае И колку правев си многу дал. пари. Беше многу интересно, си правев така, ја лично поприлично, повеќе што ми треба. Браво, да си правев, браво, браво. Ама не се расипа, не стана бахат, не Апсолутно, стана... нема Така е. зошто. Јас и денес да ме фрлиме у Зимбабве, оставиме на појма на некој на 1000 километри диаметар кај што нема жив Пустина, човек, ја ќе добро. направам шанк, ќе направам дискотека и ќе донесам луѓе таму. Така. Или ќе направам и радио. Или ќе направиш радио, веќе имаш 3. Метрополис, Клуб ФМ, Сити радио. Да не си пробал, ќе те прашав зашо не пробаш телевизија, ама си пробал и таму. Пробавме и таму, Значи пробавме. брек за тие што не знаат е еден од луѓето што ја почна 24 вести. Да, 24 вести. Тоа колку телевизијата. траеше брек? Па Мислам, ти, твоја приказка со 24. Нашата авантура со X ентузијасти која го отпочнавме сето тоа траеше некаде 3 до 4 6 месеци, да 6 не биде месеци, 3-4, добро. да. Многу работи спомнавме. Меѓу другото, да кажеме дека и со клубовиве си бил и како инволвиран Hard Rock. Да, Го имаше, Норен се сеќаш, направивме првиот Балкан стендап е во Hard Rock Да, направен. беше таму. Кажи да, таа да, вечер да, како фантазија. беше.
фантазија. Ама многу подобро да бидеш гостин отколку да бидеш собственик на сето тоа. Е, така, знаеш, најлошо секој сантим леле, он дека види ги вие се запиле, ма добре, најлошо е организатор да видиш да се. Исто, и тоа, исто. Еј, оставивме надвор многу луѓе. Извинете уште еднаш по милионите пати се извинувам за тоа. Многу оставивме надвор, ако успешно али приказано. Брег ме крадеше со карти. Така да не се Пуштавме, љутете. шиткавме гратис и пола цена надвор на влез. Не само хардрок, градиште е тука, полно други работи. Да. Значи, мислам дека доволно јасно веќе дадовме слика дека стварно си се бавил со милион ствари. Но, кој ти е бизнис потегот на животот? Мора да имаш еден бизнис потег кој ти е поомилен од сите други. Уф, не можам ни еден да одвојам. Радијата. Радијата би те биле? Радијата ми се да. А најуносен потег? Кој ти е? Real estate. Real estate? Да? Може би, не знам, ќе видиме. недвижнина? Ќе видиме, да. Не, бе, Влегов чисто по една онака. таква авантура исто со објекти праење. Скромно, че не многу како да кажам, мудро, внимателно. Так. Знаеш, без многу летање, затоа што ние сме сведоци во транзицијата, посебно иако и јајте сме биле деца. Добро. Имало многу ups and downs, ке многу луѓе, значи се качиш Сега. многу високо, многу лесно се паѓа долу. Така да секогаш се внимателно нека биде целосно, правилно одбрани луѓе кои ќе бидат околу тебе да го спроведат сето она што можеби твојот луциден ум ќе го смисли. Да, бе, да. Добро, ти да си се имал сработи убави окружувања, си имал, мора да се признае цело време. Секогаш. Си имал и убави бизнис венчар со фини луѓе. Си бил некогаш со бившиот дедо во бизнис? Па не толку во бизнис, колку што знаеш како кога Поише совет, а? Поише така. Најмудро е купувај. Значи Да. црпи од оние што знаат, што пробале, што искусиле во животот, што значи успон, што значи пат, што значи притисок од сите страни, што значи притисок од појма нема од политика, Да, што бе, значи да, притисок од вработени, што црпи и Виж, ќе свето е сигурно топ 20 луѓе држава за совет. Гарант, како и да Ја би гледаш. рекол у топ 20 у Европа. Дури така? Па да. Тоа е добро. Неговите Тоа е дела добро. покажуваат дека така. Сето ова што го имаш еден ден се надеваме дека ете не само Керкичкави, Марко синот ќе го Два сина. Два сина седе. Ова, Да, ја па Керка. Уште еднаш ова не Да, се, да, да, уште да. два сина. Керката не е твоја, значи. све Керката не е истражал, твоја. само ова гутнал. Значи двата сина од кои што едниот е веќе 14 дечко. години, тинејџер е. Да. Дел од спотот е. Прифати, Дело да, спортот, тоа е со добро, тоа е другарка добро. негова прифати да бидат дел од приказната и Со Марко за крај ќе ми каже си имал интересна приказка кога сте возеле таму од Демиркапија, што ви се случило? Тато познат. by the way, сега ќе ти кажам, by the way, Е. целиот пристап, јас со пријатели мои блиски кои се зезам, ми кажат, добре бе, кај имаш време, што ќе ти ова со музики, со снимање? Викам, човек, знаеш колку е убаво? Полиција, многу ретко, викам да, не правам ја пристапи, не знам какви, Ама работа, престапи, разбирам скроз. но ти пуштаат низ раце, да се сликаме, да е он. Абе, јас знаеш што поголемиот четврт ми го даваат секогаш. Да. Шалтер не се чека никаде. Еден од големите бенефити у држава. Како не пцујат сите, знаеш, во Па моментот, тоа вака е што се сега. збориме. Види го пи овој. И кажи ми за ова со Марко, што се случило? И се враќаме многу брзо, не знам зашто брзо за Скопје, се враќаме од Грција со Марко, Добро. сами двајцата, и не застанува полиција. И вика, како излегувам ја тие, значи се познава тој, дали те познава или не. Абер нема дечково. Значи мртов ладен си. Не ладен, клет, не ладен, не конкретизирам каде на која територија било ова, затоа што ќе се препознаат и ќе направам малце белја. И не е важно. Не е во Скопје. Да, не е во Скопје, не. Ќе ви кажам, Скопје сите го знаат. после продолжува во Скопје истиот ден, истиот патешествие. И застанува и ми вика, дечко, ова 20-30 прекорачува на дозволеното. Повеќе беше, ама не смеам да кажам on the air, не е важно. И викам, да, се извинувам, викам, документи, абе викам, не носам, вистина нема возачка со мене. И ме гледа клето, ми вика, момент, и вади мобилен, и врти, гледа по лична карта, и ми вика, да, и пауза. У Америка си завршил, си положил. Викам, да, у Америка. Ти тоа е стварно усредно у Америка. Да, и таму положив за кола. Так. И превод, нормално и со наша воз. И ми вика, да, тоа е. На глас вика, како да фатиле криминалец, некој појма Готово. Да.
И ништо ми пишува пријава, викам дај бе толеранција, малце нешто брзам, со малиот сум уколо, ова стварно сгрешив на прав пат на ова. Признав. Дечки, има опција да потпишеш или не, тоа е до тебе, до ова, и ја земам, тоа ми даваат потпиши ваму, позивам моциклето, и ја потпишувам, и викам, ама сте грам толеранција немам за брейк, сте чуле ли бе? И се врти едно од вака ме гледа, да бе, шо си му ти? Братуче. Браво, не, ништо, викам, ништо, ајде. Не, однака зборам. И влегувам у кола, продолжувам понатаму, и некаде пред Скопје ме застана исто полициска патрола, ама не за брза вожња. Рутинска контрола не застанува. Ама Марфи која ќе земе, која ќе те грабне, да те љуби. Да, и ми вика, како отварам, застанувам, ја отварам врата и викам, немај бе, аман бе, ондека ме казнија, сега пак не кажем каде. Каде така? Вика, каде бе брейк тој? Овде од Скопје, каде бе брейк те казниле? Онде бе. А шо се замараш бе, тој, не ми ни знаја, викам, не ми ни познава. Па тој само прва има горе, вика, и втора со шуштење гледа. Од кај ќе те види, вика. Ајде терај, уживај. Како си ти радио, болиш, не болиш во Пестрага. Какви бакрачи бе. О, мој лајко, Ѓоко, дај нешто за смирување. Тој што можеби ќе гледа емисијава, полицајецот го поздравувам. Дај ми ако гледа, те молам мене кога ќе ме фатиш, пушти ме. Значи запамти ме, не сум брейк. Спреми нешто за смирување, чајчиња, некои убави за брейкот. А ти, мајсторе, многу успех со Болиш и албумот кога го чекаме? Албумот би требало мај, да не претерам јуни да излезе. Ете така, мај, па да не претераш јуни. Заедно јас и ти ќе доделиме карти за ЖРК Вардар. Дај ми прашање некој, ајде, шо да одговорат на Facebook? Шо сакаш? Која возраст? Добро. Која возраст спортисти смеат да аплицираат во клубот, ракометен клуб Метрополис Спорт? Имаме и ние ракометен клуб. Инаку да, има ракометен клуб Метрополис каде што и тренира Марко, еден многу симпатичен дечко кој му е понекоја случајно син на брейк. И ова е многу тешко прашање, кај може да ја најдат информацијата да им помогне? Ке ја најдат, има онлайн, значи нека се бараат. Супер, тоа ми се свиѓа. Фала ти, друже, пак. Фала. Четири очи и ке се помира. Не сум човек што со глава под зидот удира. Нашите кафани ке ги напуштам, сите музиканти ке ги распуштам. Што ке ми е тоа кога немам кому да се враќа и да се смира. Златна струна, после тебе јас раскрстив со љубовта. После тебе јас сум крал без круна, виолина без златна струна. После тебе јас раскрстив со љубовта и со памета. Миле Кузмановски, следен во 1 на 1, не се гасете. Браво. Јас сум Давид. Овде сум да ги пробам сите можни комбинации со млеко и да кажам дали и колку се добри. Денеска пробувам екстра здрав милкшейк. Ставим брокола, цвекло, морков, спанак, целер и леќа. Ке ме извините, публико, но ја морам да го посетам тоалетот. Нула лачки! Тоа е мојата оценка. Вечерва напијте се чаша млеко за добар сон, а утре, за да ги добиете сите витамини, протеини и минерали што ви треба за напорниот ден. Со оваа екипа, мене ми се многу потребно. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата.
Алкалоид Скопје. Победнички вкус, кој е многу важен за здрав раст и развој. Ново алпско млеко со витамини и минерали од Љубљанска млекара. Без разлика дали испраќате голем пакет или мало писменце по пошта, секогаш можете да сметате на нас. Со 24 часовна достава низ Македонија, кога нештата ви значат, а секундите се бројат. Постојат многу решенија, но едно е најдоброто. Глобко логистик, ваша пошта. Его Сливи Витал, највитален јогурт за помош при слабење, со додатокот од L-карнитин и коензим Q10, а со помош на телесни вежби, ви помага при топењето на маснотиите и намалувањето на телесната маса. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид Скопје. Како што видовте, Миле Кузмановски е мојот гостин. Што правиш, Миле? Добро, Жареци. Благодарам прво на поканата, поздрав до твоите гледачи и така. Особено задоволство. Ти си ги знаеш дечки, тоест и дечките те знаат тебе, така, пајаче? Голем респект. Голем респект кон Миле. И мој кон вас исто. На концерт, обавезно. Така? И тоа ќе си платам карта, нема да му барам така. Па добро, вие драги гледачи нема да треба да плаќате карта, вие се што треба е да одите на Facebook.com 1 на 1. Миле и 1 на 1 ви подаруваат 4 карти да им подаруваме. Може така на двајца пошто кај тебе одат парови. Парови одат некако. Нема сами девојки, нема сами момци, фала Богу. Во парови е се, да. У парови 14 февруари на денот на љубовта и љубовта, да, виното и љубовта. Така. Ги споивме во едно. А тие си одат заедно. Секогаш. Посебно кога со вино ќе се пред. Секогаш, така. Така. Ја полниш универзална сега трет пат. Да, трет пат. Ќе биде се надевам. Знам јас, мајка ми ти е фан и ти оди на сите настани. Јас сум ти бил неколку пати на настапи твои и на плоштади и на затворено и на отворено и супер си, Миле. Така да алаунка ти е. Дај кажи ми за Не кани ме. Тоа е твојот најголем хит. Ова се швалери што испадна народов. Да, ги фати сите. Нели? Не кани ме. Песната е направена 99-та. 99-та Цветници. Добро. 2000-та година ги доби сите награди можни. Така. И јас како пејач и она како песна. И од тогаш некако кариерата тргна нагоре. И беше песна за 20 години независност. Како е тоа да си носител на Па, чувството е прекрасно, искрено, да посака секој уметник пејач да има таква песна која што ќе остави белег и после кога ќе го нема на овој свет. Ја плати Миле песнава или ти е подарена од некого? Како е таа приказка? Приказката е, таа беше направена ја пратена на конкурс на Цветници, фестивалот, пошто мислев дека таму е местото затоа што има ревиски убав оркестар во живо и се свири и се пее во живо и мислев дека таму најдобро ќе прозвучи и не сгрешив. Да, и така беше. Да. Тогаш самиот фестивал ги обештетуваше авторите. Друга песна, Роман. Таа е исто песна што во последно време ти е поактуелна, последниот период. Да. И ти ја напишал Митевски Александар. Митевски Александар. Така е. Таа песна сега за животот твој ли е напишана? Дали ти си му инспирација на Александар или како е таму? Па искрено Александар ја направи песната и ми се јави имам песна за тебе. Ја слушнав и ме фати на прва. Прекрасна песна, да. Опеане автобиографска е, но може да се најде секој во таа песна. Директна инспирација на Аце. Директна, да, јас. Си му бил ти. Ти е тешко која ја пееш, не знам, ти сигурно ти буди емоции, ама дали се тие емоции преголеми да едноставно некогаш и не можеш да ја запееш или не? Ќе ти кажам на снимањето, да, едва ја снимив. После тоа кога веќе нели се живееш со тоа, со таква загуба и сваќаш дека животот продолжува понатаму
Ја пеам редовно на моите настапи. Так, ти ја бараат? Да, ја бараат. Ајде Романов да го чуеме и таа таква тивка мирна за почетоците, онака баш баладиче добро, кое што за моја среќа ете ја засака и нејзе. Помина низ така многу тежок период кој не знае, кој не му се случило, не може да те разбере колку е тоа тешко со загубата на твојата сопруга Верче. Кој ти помогна кога ти беше онова најтешкиот период? Кој ти беше најблизок? Кој ти дал совети, не знам, кому му плачеше на рамо во тие периоди? Јас сум човек кој што се носи со проблемите. И мислам дека само сам можеш да си помогнеш. Без разлика колкава е болката? Иако да, имаш пријатели околу тебе кои што оние вистинските, а такви нели сите од нас имаме тоа се двајца до тројца луѓе, не можат да бидат 10, не можат да бидат 20. Точно. Тие беа секогаш до мене и мислам дека најмногу сам си помогнав. Најмногу сам? Да, кога ќе расчистите со себе и со умот дека тоа е тоа, дека мора да се живее. А баш кога не се имам за што да живеам, имам две прекрасни принцези, Јана и Јана. Така да тие ми се двигателот сега во моментот, тие ми се најголемиот двигател. Добро поминаа на Јана кроз се тоа, мислам, разбраа што е работата и така. Они пораснаа после тоа. Веднаш пораснаа. Така. И добро е, се носиме. За сега се носиме одлично. Само напред. Таков е животот, знае да нокаутира, да мава по брада. Направив и таква песна, Падни стани. Овој живот е, вика, падни стани, овој живот е. Каков да е, нека потрае. Така е. Кажи ми, ајде разрешиме некои фолк митови. Например, Наум Петревски се бричи ли неколку пати за време на настап или не? Да, јас имам драг колега, голем поздрав до него. Поздрав од мене. И јас и тој, за жал, имаме проблем со тоа. Така. Обично оние снимања новогодишни, и кога трајат, да, и седиме и док дојдеш на ред, веќе ти пораснала брадата. Ти текно 2 пати у снимање ти пораснала брада, така да, за среќа, како викаш ти, ајде да се натафтиме малку со пудриче и да се натоцкаме малку и ќе пројдеме. Што е добар хонорар? Ти спаѓаш во таа А листа, да ја речеме, на изведувачи, фолк изведувачи. Што е добар хонорар за некој од тој врв на фолк изведувачи? Што представува добар хонорар? Види, нема да ти кажам како бројка или цифра, но мислам дека малку нормите се овдека измешани. Знам дека може да е од до. Ти мене и за без пари ќе ми пееш ако сме пријатели, нели? Да, и сме го правеле тоа. Фала Богу, често пати. Дали хуманитарно и така натаму. Да, јасно. Знаеш, ама кога некојаш можеш да заработиш, зошто да не? Мислам дека заслужуваме повеќе. Так, јас сум уведен во тоа. Не значи дека фолкот општо зборувам за целата фела која што се бави со музика. Дали е рок, рап, небитно, било која. Мислам дека овие артисти овдека се малку платени за тоа што го прават. Јасно. А да речеме ако е свадба. Така. Јас сум некој многу богат, екстремно богат човек и не жалам пари. И ти викам, Миле, не Миле, кој да е од тие 5-10 што сте најпознатите? Може да се заработи од таква свадба, значи не зборам сега било кој, него човек, некој што си е галантен и едноставно сака да си даде, може да по 7-8.000 евра да се земи, или тоа е веќе сон? Тоа е премногу. Тоа е премногу, а? Дај по Америки бе барем, таму се заработували или таму више не е тоа? По Америките и австралиите, да. Јас бев 4 пати. Австралија, низ Европа, Швейцарија, Шведска, Италија. Австралија е прекрасна земја за шетање, обожавам. Си знаеше, да? Многу. Кенгури си изнагледа? Се изнагледа. Да, си има така поред автопат? Па не се баш така поред автопат. Значи не е кој ние што мислиме? Да, не. Не дека коалава дома на цреша ти е закачена, не. Ти текнува. Ја викаш да. Ја викаш да ти дадам нешто. На ти 50 денари купи си нешто. Да. Али е навистина убава живописна земја за шетање. Таму каде се настапува, Миле? Таму се настапува по македонските клубови или изнајмуваат сали за моментот концерт. Го изнајмуваат и ајде, нека се совеат, зависи колкава е салата, од 2-3 нагоре може. Прават банкет. Банкет сала. Така си прават онака меса, јадења, пиења, така? Па убаво е и тоа. Знаеш што сакам да те прашам? Ти си несуден кошаркар. Така? Си играл ли со некој познат, бидејќи ете си бил таму
така те зборат по Драчево, као исто баскет, мало Баскет да го джам, речеме, као да го кажеме. Па игравме многу жари, и фудбал и баскет. Живеам во населбата Драчево и таму потекнуваат многу добри кошаркари и фудбалери. Да. Кошаркари ќе го спомнам Петар Номовски. Си играл директно со Пеце? Па да, ние бевме школски другари, но јас учев во Братство единство, он учеше во Кузман. И игравме школи си играл против школи. Пеце некогаш? Да. Па игравме против школите, фудбал и кошарка. Значи ти си можел да бидеш крив за тоа што Македонија баскет ќе немала, ако го повредев. Ако си го повредил на 19-18. Не, го чувавме. А значи звезда бил Пеце од секогаш. Да. Беше мултиталентиран и секоја чест. Му се носеше во тројки? Играше многу убаво фудбал. Фудбал играл Фудбал Пеце? играше. Он ствари, мислам и дека тренираше во работнички фудбал прво. А твојот најголема дуд баскетџиски кој беше? Тие се малски, плеймейкер нормално. Плеймейкер? Да. Знаеше да поведиш некоја тројкичка како Пеце? Да. Многу игравме, многу. Многу. Миле. И сега, нели, кој ќе те фати животот после нели машкиве војски она, те фагаат обврските, па да, се жениш, па кариера, туркаш и така и се помалку остана време. И единствени топки што ги гледаш се тие на жената. Така, нема тренинг после. Од кога не си играл баскет, кој знае? Многу давно. Многу ја ми се играм, да, години. А ти си игра, а? Многу. Миле. Нема, ама стресен е животот. Мислам, со овие настапи, едно, друго. Многу брз, док се завртиш, отишла младост. Некојаш си викаш, како не можам 2 месеца негде да отидам на ливада, некоја да медитирам, ништо да не правам. Имаш таков период онакаде? Да, те фаќа некогаш сакаш да си сам. Да, ништо да не правам. Преку глава ти од гужви од народ и знам да избегам во природа. Од кај мене дома до кај што одам и пешачам. Добро. Тоа е Пеленица едно место се вика, кај што има еден манастир, Пеленица. Значи 3,5 километри од мојот дом до таму и назад 7 километри си пешачам низ природа и ми е добро. Машала, кардио, воркаут. Кардио, да. Супер. За мерак. Супер, бомбона. Музика што слушаш, да речеме, ова ти се допадна што Да. го направивме со Пеперминт, што го свиревме. Беше малку преаранжирана. Ако така и треба да е. Така? Така и треба да е добро спакувана. Жанровски така нешто различно ќе речев на Лепи Сол. Да. Си бил фан, да, така? Да. Лепи И Сол. сакаш Лепи Сол? Секако. Лепи Сол, кој не ги сака? Омилена од Лепи Сол? Бистра вода. Бистра вода? Еј, дај малце бистра вода за Миле. Бистра. Нека е бистра. Од Демол. А Демол беше? Демол, ја ли бе пајак. Браво. Видиш. Браво. Тоа бе пајаче. Браво. Тоа, видиш. Бомбон. Како да не ја сакаш ова музика? Врв. Ќе го спреми таму чајчиња за Миле, ќе му треба за концертот 14, значи универзална сала. Така. Нека си поминат убаво луѓето. Така ги канам уште еднаш, нека повела да си Ги поминат каниш? 2 часа. Па нели не ги каниш? Дека не каниме? Цело време не. Што е работа? Поканиме. Така ми викаш и мене, не каниме, Да, ама еве ме покани. Покани. Гарантирам дека ќе биде одлично кај Миле, така да се одите таму, а ние не те оставаме без едно изненадување. Супер. Ајде. Дојди Дудо. Еве го Дудо, нашиот стар пријател. Кај си Дудо? Да. Што вршиш? Еве, Дудо е сега одличен. водител. Браво. Миле, слушај го Дудо, што ќе се случува, јас не знам. Одличен. И ако нешто се случи што не кеш, ја не сум крив, чисто да знаеш. Се е во мој раце. Готово, од овде еднатака Дудо. Епа Миле, Готово. можеш да застанеш тука, јасна, можеш да дојдеш тука и да започнеме со трикот. Знаеме дека мозокот ги контролира сите функции во нашето тело и дека многу луѓе го користат за да подобрат својата кондиција или да станат посилни. Денес ќе пробаме да го постигнеме спротивниот ефект. Миле, фала што асистираш за трикот. Миле почна да се плаши више. Ја реков да не ме снема. Не би требало, не правиме волшебства. Твојата работа за денес ќе биде да ја дигнеш јасна. Многу едноставна задача. Таа има 55 кила, можеш да ги извадиш штиклите за секој случај. И твојата работа ќе биде само да Твојата работа ќе биде само да ја фатиш и да ја подигнеш. Сигурно ќе можеш да го направиш тоа, се гледа дека си во одлична форма и повели. Тоа е тоа, одлично. Сега, јас на малку поназад, погледни ме во очи. Кога ќе кажам сега, сакам повторно да се обидеш, да ја дигнеш јасна. Во ред? Застанете повторно, спремете се и чека го мојот сигнал. Фати ја за рацете.
Сега. Абе, Миле! Океј. Што се случи? Потешко. Але чекај, тоа е сепак само девојка од 55 кила. Би требало да можеш, точно? Би требало да можеш. Океј, Миле, не е голема работа. Направи го истото уште еднаш. Дигни ја јасно. Одиме. Фантастично. Браво, Дудо. Фала. Браво, Јасна. Браво, Миле. Ти не знам зашто браво. Не можеш да кренеш. Што се осмели? Што се осмели? Ете, што се осмели. Вие не се гасете, останете со нас. Мене ми падно, ама добро. Еден ден ја гледаат доста средношколци, ама и доста факултетли, а сега нивки им се обратиме, бидејќи ова им е доста битно. Ема Мишевска е тука од Истек, дел од организација на Денови на кариера 2014 ема, така? Зошто им е битно? Па вака, проектот се состои од два дела. Првиот дел ќе биде сајам на компании кој што ќе се одржува во Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски. Значи таму ќе се запознаат со фирми. Да, таму ќе биде сајмот на компании, каде што учесници компании ќе бидат едни од водичките компании на македонскиот пазар, од IT секторот и од општествениот сектор. Одлично. Вториот дел е едукативниот семинар. Ќе се одржува на две локации, на економскиот факултет и на техничкиот кампус. Ќе трае од 21 до 23 февруари. Добро. И за тие 3 дена? Тие 3 дена, значи ќе имаме кейс стади предизвици, ќе имаат предавања за така наречени меки вештини, тоа е soft skills. Кои се тие меки вештини? Лидерство. Месење? Не. Лидерство, тимска работа, работење, значи на одреден проект. Значи фактички ќе има некакви заговорници што ќе ги учат на овие работи, ќе може да разменат искуства. Точно, браво, одлично. Исто така ќе имаат предавање за тоа како се пишува CV, како треба да се однесуваш на интервју. Значи се на се сите оние предизвици што ги имаат после дипломирање? Да, точно, а пред да се вработат. Така. Како да се пријават или може сите да дадат? Значи сите заинтересирани можат да аплицираат од почнувајќи од 10 февруари на нашиот официјален вебсајт careerdays.org.mk. careerdays.org.mk. А за сите како на пример Ѓоко што него бива мојов и сакам да го шутнам и што треба работа да си бара, што да прават тие или не можат, само факултет? Можат, кој сака, да. Ѓоко ете, може ќе си најдеш од кај знаеш. Супер, careerdays.org.mk. Да. Тоа е тоа, значи секој што е од факултет или ја губи работата како Ѓоко, да си одите на Career Days. Ема, фала ти што беше тука и што го представивме овој убав настан, така да го наречеме. Да. 18-та година поред, уште 180 еве, минимум да имате. Фала ти да. Ајде да си одиме. Виде како се зборам? Да. Значи ми ше готова, ама не што те гледам дурзо. Значи не си, Вака само си гледам. Кажа да вака да седим и вака да се гледаме. Ти што? Добро. How are you doing? Жоре, ама ја ги речам на девојката ја да си одиме. Ајде да си одиме. Ќе видиш Ама ја не ја канам да си одиме. Ја не ја да си одиме под рака и слушај, ја нема да канам. Ја ќе си одам. Ај чао, фала што не гледавте. Ве сакаме. Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд бе со луѓето од Пепер ми во него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е Еднаш неделно на Алфа и ќе нема проблем. Ова е 1 на 1 на крај на вашиот ден. На